почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите. Во бизнис мрежата на Мицковски во енергетиката влегува уште една алка, уште едно име, уште една институција – Регулаторната комисија за енергетика. Мицковски го избира Ацо Ристов на чело на Регулаторната комисија за енергетика. Тело кое ги носи сите одлуки за цените на струјата, цените на горивата и цените на енергенсите. Кој е Ацо Ристов? Поранешен градоначалник на ВМРО во Радовиш. Сопруг на судиката Данка Ристова, која неодамна беше избрана за членка на Судскиот совет. Но најважно, бизнисмен во енергетиката со хидроцентрали. Исто како Мицковски. Како сопственик на бизнис кој произведува струја и добива тарифи од државата, Ристов сега треба да носи одлуки во Регулаторната комисија за енергетика, кои ги диктираат токму тие цени и правила на пазарот. Не е ова само конфликт на интерес. Ова е бизнис операција која однапред била добро осмислена за да се вклопи во бизнис мрежата на Мицковски. Ристов во изминатиот период се ослободува од сопственоста во компаниите поврзани со изградба на мали хидроцентрали. Компанијата што носи стотици илјади евра годишна добивка, одеднаш менува сопственик. Неа ја превзема сметководителка од Радовиш, тотално непозната за овој сектор. Дали е ова случајно или пак е класичен пример на чистење пред превземањето на функцијата во Регулаторната комисија за енергетика? Ништо не е случајно. Ова е внимателно плетена бизнис мрежа во која што очигледно се знаело однапред. Уште една алка во синџирот што СДСМ веќе го разоткри. Почнувајќи од Адамовиќ, функционер на СНС и почесен конзул во Србија, преку офшор структурите на Кипар и компаниите поврзани со енергетскиот бизнис, поврзаноста со компанијата Руднап, Рекбитола, Развојната банка Сања Божиновска, сега и Регулаторната комисија за енергетика. Сите делчиња во својата мрежа Мицковски ги постави. Има свој луѓе од почеток до крај, од производство и увоз на струја до продажба па и банкарство. Кој тоа ќе го плати на крајот, се разбира народот. Кога граѓаните ќе видат денеска повисока цена на горивата, нека се сетат на оваа бизнис мрежа на Мицковски, на тоа кој ги предлага, а кој ги одобрува високите цени. Кога ќе видат висока сметка за струја, тоа е позадината. Зошто? Затоа што за Мицковски се е бизнис. Ви благодарам.